Инвеститорите од Дубај се решени да стават клучна бихачка. Стечај. Кога сите мислеа дека Венко и Зоки не можат да направат поголема глупост, ете можело. Лидерот во сенка реши да не го кандидира Костадин Костадинов за нов мандат за градоначалник на Струмица, а Венко само потврди, тој онака не се прашува за ништо. За нив двајца не било важно дали Костадин е добар или лош градоначалник. Тоа треба да го кажат струмичани, туку дали е лојален кон партијата. Така го изгубија Максим Димитриевски, така ќе го изгубат и детето на Заев. Мислам на она политичкото дете. Го пуштија низ вода, знаејќи ги како функционираат Зоки и Венко, сигурно се работи за кеш, за многу кеш. За идеали не е сигурно. Пусти Косте, колку сакаше да личи на Зоки и косата ја чешлаше како Заев, дури и во говорот го имитираше. И после не бил лојален. Што поголема лојалност од ова? Костадинов, ваков таков, можеше да освои нов мандат. Вака им даваат на ВМРО-вците. Ни криви ни должни да ја освојат досега неосвоивата тврдина Струмица. Онаа на цар Самоил, која според Зоки е пуно шетал. Откако ВМРО ДПМН ги објави имињата за кандидати за градоначалници, за СДСМ ќе биде успех ако освои една општина. Жално за партијата, но потребно е да треснат за да им дојде памет кој им ја води. Европската унија на случајот со Македонија докажува зошто Европа се нарекува блудницата Вавилонска. Откако сите се понадевавме дека во извештајот за напредокот на Македонија ќе стојат термините македонски јазик и народ, па макар и тие не биле вековни, како што предвидуваше известувачот Вајц, Бугарија со помош на неколку партии во Европскиот парламент најверојатно ќе издействува тие воопшто да не се најдат во финалната верзија. Целосно почитувајќи го македонскиот јазик и идентитет, се зборовите што им пречат и на ЕУ и на Бугарија. Иако резолуциите на Европскиот парламент се необврзувачки ни за институциите на Унијата, а камоли за земјите членки, ќе беше добро во еден официјален документ на ЕУ да стои македонски јазик и народ, но тоа најверојатно нема да се случи. Македонската и европската јавност виде за што се работи. Не именив до никакви уставни измени, туку до нашиот јазик и идентитет. Бугарија едноставно не сака во ЕУ, ако некогаш не примат да стои македонски јазик, а официјален Брисел само им помага. Нека име со среќа, но да не се чудат кога на анкетите читаат дека паѓала поддршката кај македонците за членство во ЕУ. Допрва ќе паѓа. Потавче гравчето на Марта Кост, ЕУ се претвори во бугарска запршка, и тоа загорена. Кој бугарски политичар се фати со Македонија му завршува кариерата? Се сеќавате на Кирил Петков кој беше премиер и во чие време се потпиша францускиот предлог? Тој Петков си поднесе оставка поради корупција. Петков дојде во Скопје на средба со Ковачевски и за да не се налоти не ја пуштија македонската химна, а Таче молчеше кога тој велеше дека има проблем дури и со името Северна Македонија и дека тогашната власт на СДСМ мора да испрати нота во Обединетите нации дека Северна Македонија и Република Северна Македонија било едно исто. Види им го паметот. Претходно истата судбина ја доживеа и Каракачанов и Бојко Борисов. Останаа уште Румен Радев и оние будалетинки Ангел Џамбаски, Андреј Ковачев и Слави Трифонов, кои уште живеат во времето на Сан-Стефанска Бугарија. Албанските партии се скараа за пописот, но немојте да мислите дека се караат колку навистина жители има во Македонија. Ним тоа не им е гајле. За нив е важно само како ќе се бројат албанците при вработување на државно, се разбира, откако Уставниот суд ги укина резидентните и нерезидентните граѓани. Се сеќавате на пописот направен среде корона кога според договорот Заев Ахмети мораше да се попишуваме? Главен попишувач беше Апостол Симовски, кој реши дека ќе се пребројува и резидентното и нерезидентното население. Во превод и шуто и рогато, и тој што живее во Македонија и тој што не живее. Според Евростат, кој е единствено релевантен да каже како се спроведува попис, се пребројуваат само граѓаните кои во моментот живеат во Македонија, а другите се нарекуваат едноставно диаспора.
Но Апостол реши, тој што живее во Швицарска и Немачка да ги има истите права како македонецот или албанецот во Скопје или во Тетово и да може ем да работи на Бауштела во Минхен, ем да зема социјална или здравствена помош во Македонија. Но не само тоа, може да се води и како вработет во некое министерство. Па што? Зошто да не може? Откако Уставниот суд ги укина нерезидентните, сега е на потек обвинителството да се позанимава со апостолот на пописите. Ова беше турлитавата подготвена за 5 минути, што би рекла Марта Кос, за ручек имавме идентитет.